Ученици од Средното медицинско училиште Јане Сандански од Штип снимаат народни приказни. Инспирацијата им се народните македонски мудрости, животното искуство кое им предстои и желбата на родниот македонски дух да живее помеѓу младите. Пред се јас и моите сокласнички, бидејќи уште од мали ги гледаме македонските народни приказни и дојдовме на идеја ако може тие да снимат македонски народни приказни, зошто да не снимаме и ние. И бидејќи во близина на нашето училиште Јане Сандански има локалитет кој што многу наликува како во македонските народни приказни, добивме на идеја да снимаме македонска народна приказна и од нашата досада се роди оваа креативност. Идејата да се впуштат во оваа мала авантура е на Јелена Јовчева, која ја прифатиле уште 10 нејзини соученички. Сите ние заедно со компромис и договор се договоривме каква да биде приказната и секој се пронајде во нивните улоги и така дојдовме на идеја да снимаме приказна. Снимањето на народните приказни е во природен амбиент во близина на нивното училиште и се одвива на следниот начин. Имаме час по физичко и на час по физичко одлучивме да го прошетаме нашето училиште, да го разгледаме локалитетот и откако го разгледавме имавме инспирација да снимаме македонска народна приказна и на тој начин се договоривме во врска со говорот и со улогите. Одеме таму, се договараме кој каква улога ќе има, го списуваме говорот и постепено снимаме сцена по сцена. И потоа на крајот кога завршува часот, се враќаме во училиштето и го спојуваме во цел филм, како видео. На снимањето те имаат софистицирана и многу едноставна технологија – нивните мобилни телефони. Ние со нашите мобилни телефони, бидејќи е нешто што сите го имаме и одлучивме да пробаме со нешто наедноставно, да видиме дали ќе може нашите замисли да ги оствариме. И со снимање со телефоните, исто така и со апликации на нашите телефони, го монтиравме позади снимката се ставаше и музика, во зависност ако имаме некои делови што треба да се исечат, ги сечавме и со тоа формираме видеото или кратка македонска приказна. Младите артисти се целосно внесени во улогите и велат дека самите се откриваат во нив. Откако го пронајдовме локалитетот и откако се договоривме и пројавивме желба сите заедно да ја снимеме приказната, одлучивме и седнавме да се договориме и ја прво осмисливме идејата за самата приказна, потоа ги поделивме ликовите и сите се пронајдовме во самите ликови и потоа се спремаме и одиме да снимаме на самото место. Артистичката екипа веќе стекна реноме во училиштето, на социјалните мрежи, но и од училишното раководство. Прво покажавме на нашата класна Александра Каракерезова и таа беше многу задоволна. Потоа покажавме на нашата директорка и таа исто така кажа дека ќе не вклучи во нашиот патронат и дека ќе ни даде многу голема поддршка. И сите професори, целото училиште многу беа задоволни од нас и од нашиот талент. Ќе продолжиме да снимаме и секако ја имаме целата поддршка на од нашето училиште, директорката, класната и сите ученици од училиштето. До кога ќе трае проектот, колку емисии ќе се наснимаат и дали ова е вовед во нивната артистичка иднина? Ние досега на часовите по спорт имаме снимано 3 приказни. Понатаму сакаме да продолжиме и во план ни се уште 5 приказни. Потоа ќе снимаме до крајот на учебната година. Исто така со нашиот класен раководител Александра Каракерезова ќе снимаме и годишна представа. Исто така сакаме да оставиме со овие приказни еден голем впечаток и ќе се можеби некој јас и од моје лично искуство и можеби дел од моите другарки ќе се премисла дали ќе продолжиме со медицината или пак можеби ќе одиме на драмски уметности. Но сепак сакаме да продолжиме со оваа професија, бидејќи сметаме дека тоа е многу интересно и се запознаваме и Само да се надоврзам, нашите реквизити со кои снимаме и се земани од нашите предци, од нашите баби, кои ги употребуваме за снимање на народни приказни. Ентузијазмот, талентот и огромната желба да се направи нешто повеќе од секојдневните обврски е за респект и овие ученици веројатно ги очекува добра иднина. Затоа и поддршката стигнува од сите страни.